мој личен став е дека најдобра опција во конкретната ситуација е Советот на јавни обвинители да го декласифицира материјалот и комисијата се одржи пред отворени врати, односно со присуство на медиумите и јавноста. Според писмената кореспонденција на Советот на јавни обвинители и Собранието на Република Македонија, извештајот е доставен на 30 август до Собранието на Република Македонија, а дополнително на 31 август е побарана, односно е добиен допис во Собранието со кој што Собранието се известува дека овој материјал е класифициран како доверлив и се упатува од нивна страна на препорака да се разгледува во согласност со член 18 став 1, последниот дел од тој став на законот, кој што вели дека овој материјал може да се гледа и на затворена седница, односно да се гледа како доверлив. Дозволете ми прво да кажам собствен став по однос на ова прашање. Повеќе дилеми има околу целокупната седница, но дозволете ми околу ова прашање. Јас ценам дека расправата на комисијата за прашање на изборите и именувањата во согласност со закон, дали ќе биде отворена или затворена, е единствено право на одлука на самата комисија. Одлуката дали материјалот ќе биде достапен на јавноста или не треба да ја носи Советот на јавни обвинители, туку треба да ја носи комисијата за прашање на изборите и именувањата. Од тука јас во текот на денот ќе упатам писмо до новиот претседател на Советот на јавни обвинители, господин Ацо Колевски, со кој што ќе укажам на оваа одредба од законот и ќе побарам, ќе замолам за декласификација на извештајот. Со задржување на можноста предлогот за заштита на тајноста на материјалот да биде ставен на гласање на комисијата за прашање на изборите и именувањата и одлуката да ја донесе комисијата. Во исто време ќе упатам и покана до господинот Ацо Колевски да биде присутен доколку цени дека е потребно, нема обврска, но доколку цени дека е потребно да биде присутен на седница на комисијата за прашање на изборите и именувањата. Тоа е околу делот на тајноста и доверливоста на материјалот. Седницата ќе биде закажана во четврток во 12 часот во Уставната сала на Собранието на Република Македонија. Да ви известам дека од вкупен број на 13 членови на комисијата, 10 поседуваат безбедносен сертификат и од вкупен број на 13 заменици членови во комисијата, исто така 10 поседуваат безбедносен сертификат, без можност да се влијае на бројката која што претеничките групи примарно имаат во комисијата. Значи, може со ангажман на дел од замениците членови, на местото на оние тројца членови кои што немаат безбедносен сертификат, да биде соодносот на членови на самата седница со право на глас адекватен на оној кој што е примарно, што значи дека комисијата ќе има можност да работи во полн состав. Одлуката за да седницата на комисијата се одржува зад затворени или зад отворени врати, се носи со двотретинско мнозинство од членовите на комисијата, односно 9 членови на комисијата ќе треба да гласаат за предлогот комисијата да се одржи зад затворени врати. Исто така, да ви известам за уште една работа, која што е поврзана со член 18, а тоа е дека треба да се обезбеди согласност од 4 политички партии со најголем број на пратеници во Собранието на Република Македонија. Сега ви цитирам дел од законот. Јас во текот на денот ќе упатам писмо до господинот Талат Џафери со прашање и замолница да ме информира кои се 4 најголеми политички партии според бројот на пратениците застапени во Собранието на Република Македонија.